Со мене во студиото е професор Ненад Марковиќ. Ненад, добро утро. Добро утро. И она за што сакам денеска да поразговараме, ако се разбира немаш против, се најавуваат за денеска големи кадровски обновувања, промени и така натаму, освежувања би се рекло во Социјалдемократскиот сојуз, што потоа ќе треба да се прелее уште во 2-2,5 години колку што останати мандат од редовното владење на оваа влада со новиот мандатар, веројатно ќе биде тоа, се разбира, Димитар Ковачевски, на кој што председателот, претпоставам, деновија ќе му го предаде мандатот да ја формира таа влада, за да негдека од средината на јанари тргнеме и со една формално правно нова влада, иако таа ќе има во голем дел истите коалицијски партнери. Но, од она што го читам низ медиумите, претпоставам дека и ти доаѓаш до тие информации, гледам дека во СДСМ сега се враќаат и некои луѓе кои што допред 6-7-8 години беа представувани како скопска струја, не е битно луѓе на Бранко Црвенковски и така, јас ги знам луѓето, мислам дека се тоа погрешни квалификации, но заради упростувањето и симплификациите кои што се неопходни, се прават такви нешта. Мене ми е друго прашањето, а на фонот на овие кадровски освежувања што ќе се прават. Докаде е всушност стигнат СДСМ, има ли шанса да се освежи идејно? Дали ова символично и фактичко повлекување на Заев може да представува нов почеток на таа партија во смисла на некаква идеолошка, филозофска, обштествена улога што би играла поголема од што ова до сега само на ниво на практикување на власт се сведуваше. Шансата секако постои и таа зависи од луѓето нели кои би се ангажирале околу тоа практикување идеолошко и секакво друго во партијата и од нивните ставови. Инаку ја делам перцепцијата дека малку е предимензионирано тоа фракционерство во перцепцијата на луѓето. И дел од луѓето гледаат во ова некакво померување помеѓу струјата на Црвенковски и струјата на Заев, што сепак мислам дека е малце прехиперболизирано, малку пренагласено. Тоа се сепак луѓе кои и индивидуално во индивидуален капацитет учествуваат, кои имаат долга институционална меморија. И мислам дека обидот е да се направи тим на релативно непознати и млади луѓе, посебно оние кои се нели подпредседатели. Можеби јас и ти ги познаваме затоа што ја следиме политиката, меѓутоа тие се енигма за огромен број на граѓаните кои можеби не се толку длабоко нели не анализираат и не ги пратат процесите. И истовремено да се врати дел од екипата која е искусна и која има некаква институционална меморија, бидејќи она што се замераше на претходниот состав на СДСМ, ако се сеќаваме, можеби не се сеќаваме, тоа беа дебати 17-та, 18-та и така натаму, дека таму има многу малку луѓе кои имаат некаква институционална меморија, би ја понеле таа институционална меморија со себе. Веројатно СДСМ гледа да не ја повтори таа грешка и гледа да врати неколку од играчите кои можеби имаат едно подолго паметење, тука и Зечевич, нели, кој ќе биде веројатно генерален секретар, тука е Андреј Петров и така натаму. Ивановски, Игор Ивановски. И веројатно тие треба да бидат некаков континуитет со она што претходно се случувало. Надодадено на тоа секако се и новите имиња кои јас делумно ги познавам и кои ми се допаѓаат, некои ми се е малку енигма, па ќе видиме тоа на каде ќе. Не, гледам во последните неколку месеци барем на површина една промена која се обидува ВМРО ДПМН да направи. Тие сепак направи еден голем исчекор, направија коалиција со албански партнери за да излезат на локалните избори. Таму е, освен сега ќе видиме колку ќе издржи тој речник, но речникот е секако, особено на Христијан Мицкоски, е смирен, е намален, тој инако уживаше, како да кажем, профил на арогантен политичар, кој што секој што се најдобро знае, често со краток фитил, брзо се кара со соговорниците, така натаму. Сега тоа гледам дека се менува и оваа нова доктрина, иако таа не како беше најавена, така малку како да спласна, сепак подразбира едно поголемо привлекување на некаков граѓански капацитет кој ВМРО ДПМН се обидува да ја заврти околу себе, што е право кога ќе се видат клучните политики околу меѓународните договори, околу дури околу функционирањето на државата и така натаму, можеби многу не е променето, но барем на ова појавно ниво се направи напор. Што е нешто СДСМ треба да го направи, и се плашам дека СДСМ сега ќе влезе во една
како да кажам, како да влегува во една фаза кога треба работењето да го подобри таму, како да не се чувства потреба од идеите да се подобрат. Или може би грешам? Да, па не мислам дека грешиш. Мислам дека СДСМ има хроничен проблем со, како се вика тоа, Ivory Tower комплекс, Ivory Tower синдром. Знаат они да се затворат во својата структура и малку да престанат да комуницираат со електоратот и тоа им се случува на подол грок или во најмала рака не знаат пиарот да го подесат за да тоа не изгледа така. Така да им треба малку со базата повеќе контакт, особено на овие нови луѓе кои базата не ги познава. Тука ВМРО секогаш имал стратешка предност во однос на СДСМ, затоа што ВМРО е теренска партија. И на локално ниво, и начинот на кој ги прави кампањите, сака да е меѓу народот, сака да комуницира со народот, има тоа своји лоши страни, не велам дека има своја лоша популистичка страна, но има и добра страна каде што вие во секој момент сте запознаени. Така да тоа е во првите недели после локалните се растрчаат, чистат депонии, прават нешто. Тоа е таа некоја дихотомија која постои во ВМРО, инаку што се однесува до ВМРО, тука СДСМ може да купи неколку финти или да малце некои лекции да научи. ВМРО прилично се смени во последно време. И тоа јас би рекол на подобро. Она што мислам ти ги пофали, јас го делам мислењето. Прво риториката, второ самиот настап на лидерот, прилично помека риторика се враќа кон тој либерален центар, ги отвара портите кон албанците и така натаму, значи нешто структурално горе-долу ја прифаќа ситуацијата со додавката северна и така натаму, волно, неволно, не е важно. А политиките се такви додека сте во опозиција. И во однос на меѓународната позиција, и во однос на нормално мора да бидете малку порадикални, они секогаш го адресирале тоа политичко тело кое било десно и малку повеќе десно. Меѓутоа мислам дека почињаат полека да разрешуваат онаа дихотомија која владееше во тој некој постгруевистички период, а тоа е неодлучноста на ВМРО дали да се обратат кон радикално десното тело или да се обратат да се враќаат кон либералниот центар. Обид да се вратат кон либералниот центар беше номинирањето на Силјановска, на професорката Силјановска за председателски кандидат, и мислам дека сватија дека тука има многу гласови кои може да ги ожнеат. Особено што нели постои големо незадоволство кај тој некој либерален центар од приликите сега и веројатно тука тие гледаат шанса повторно да влетаат. Сега прашањето е тоа кој го начина, колку тоа ќе издржи пред повторно да се вратиме на оние дискурси за патриоти, предавници, ќосиња и така натаму, нешто што на ВМРО по моја проценка како сериозна и голема партија стварно не му треба. Мислам дека тоа е неславен период. Особено со појавата на левица, која што сега која може слободно да се предаде. Апсолутно, и може да им се предаде таа улога комплетно на нив, без воопшто ВМРО да се мачи да привлекува таков тип на гласачи. Мислам дека и без тоа има доволна поддршка кај луѓето, доволен електорат. Од друга страна, Ненад, сега јас Димитар Ковачевски го знам долги години, меѓутоа не можам да кажам дека го познавам во детали и така натаму, како што впрочем не го знаевме ни Заев, кој што дојде од Струмица и одбележа историјата Македонија без разлика како понатаму ќе се одвива неговата политичка кариера, ако ја има, но тоа што го направи останува во историјата. Ковачевски е де факто еден потехнократски настроен. Мислам дека неговите и квалификации и искуства професионални одат во еден таков правец. Меѓутоа, СДСМ во последната деценија не се како да кажам, не се охрабри или дури не се ни прослави, се разбира, да малку пошироко размислува за светот во кој живееме. Едноставно се сведува на практикување, прво на доаѓање на власт, а потоа практикување на власт во сите оние, како да кажам, секојдневни, па дури со сите злоупотреби и можни искривувања на тоа практикување на власта. Ќе добие ли сега СДСМ, можеби е шанса со овие промени некаква длабина повеќе, некаква мисла која би застанала за тоа што го прави? Тоа е многу важно да го направи, особено заради профилот на Ковачевски, кој сите гледам дека постои едно општо мислење кон човекот и јас не го познавам, воопшто немам никакви сознания. Мене ми е интересно што мене најголема енигма ми е човекот кој е на врвот. Јас некои од министерските решенија кои ги слушнав многу добро ги познам, некои од нив и лично. И мислам дека се одлични. Меѓутоа мене Ковачевски ми е комплетна енигма, но сите велат сведочат дека е човек со таков и таков специфичен бекграунд, повеќе технократ, повеќе насочен нели кон таа некоја сфера што раѓа опасност што од самиот старт да се направи таква атмосфера во СДСМ, која повторно ќе биде комплетно детачирана од политичката база. Тоа нешто мора да се извага на некој начин со тоа што они ќе навлезат малку подлабоко. Не се секогаш добри во тоа,
Меѓутоа мора да научат тоа да го Знам, прават. тама еве следишниот Да. проект им беше, да кажам, идеолошки, политички проект им беше едно општество за сите. Да. Дигнаа рацијот тоа. Они формално го третираат дека постои нешто, удираат некакви... Дигнаа раце затоа што ја мислам дека они не најдоа партнери, не најдоа слух кај другите политички. Тама они се доволно големи да го наметнат тоа, дури како Они услов се за обидаа. коалицирање. Она што е право, тој концепт можеби не успеа во потполност. Меѓутоа да бидеме честни, да бидеме коректни. Тој обид да се воведе едно општество за сите или да се понуди таков мултикултурален модел, доведе барем, ако ништо друго, до тоа да бележиме на ера на комплетно стабилни политички односи. Тоа е неспорно. Да, и Тоа е тоа неспорно. успеа да го постигнат. Но сега дали следува над нова тоа фаза. нешто успеа, Тоа тоа е е прашање. Да, тоа е прашање. Мислам дека не, заради тоа што во принцип сите партии осим СДСМ на политичката сцена кај нас се етнички предприемачки партии кои го црпат гласот од етничка мобилизација вршат. Тоа се албанските партии, тоа е ВМРО ДПМН. И тука вие немате партнери со кои можете да работите да такво нешто се наметне. Оти промената што Заев ја донесе, меѓу другото, барем во еден период, сега не знам веќе партијата во која состојба е по тоа прашање, но привлече апсолутно различно етничко гласачко тело и тоа исто така една промена која овдека прелетува како да е неважна, а всушност не е воопшто. Па мене ако ме прашате кој беше најактивниот социјалдемократ и кој стварно си заслужи место по поразот. Знаете, најтешко е кога ќе изгубите избори да бидете оној од губитничката партија кој ќе излага по телевизија, кој ќе трпи цела критика. Тоа тешко добиваме соговорници. Да, после тоа веројатно не креваат телефон кога треба да дојдат во емисија, меѓутоа мислам дека еве Битичи си го заслужи местото. Мислам дека тој беше единствениот кој многу честно, многу отворено и колку толку со крената глава настапуваше, се активираше, така да јас во него гледам еден позитивен пример за човек кој сепак сакаше да даде отчет после локалните избори зошто се случило тоа што се случило. Не е само тој, нели, има и други примери, така да интересно е што успеа СДСМ да направи една мини револуција во таа смисла. Јас памтам и некакви други децении и македонската политичка сцена која секогаш била компликувана, се разбира, бидејќи е комплексна, мултиетничка, мултикултурна, со низа предизвици од безбедносни до сега веќе намалени и така натаму. Но убавината на таа сцена што беше што се одвиваше една дискусија понекогаш многу длабока, понекогаш и површна, помеѓу либералните и националистичките вредности. Да. Сакам да кажам, десницата и левицата во таа смисла водеа постојано еден диалог. Како дојде Груевски, тоа го затрупа, бидејќи само неговата беше важна, се разбира, тоа заврши како што заврши. Заев се обиде тоа да го врати со едно општество за сите, но де факто некои од клучните луѓе кои што јас ги знам, ги знаеш и ти, кои што работеа во контекст на тој план се дистанцира од партијата. И сега сме се плашам дека доаѓаме повторно во ситуација да го оценуваме сега Димитар Ковачевски само по тоа дали ќе биде добар технократски премиер. Да, така е. Дали може да се дозволи една владеачка партија да се сведе само на технократија? Па макар и да е таа многу успешна. Постои таа опасност. Јас исто ми се чини дека постои таа опасност за скусување на фокусот. Ако видите каде тргнале 2016-17, ако видите кои се очекувањата сега, кај нас се зборува само во контекст на трите кризи: економска, епидемиолошка, енергетска, и тука завршува цела дебата. Тоа е многу голема и тоа не е нешто што не алармира и не вознемирува. Затоа што ниедно од тие три потенцијални кризи или кризи во кои веќе сме официјално влезени, не е бенигна. Они се сите многу малигни, удираат по стандардот на луѓето, удираат по здравјето на луѓето, по некои есенцијални вредности. Особено во склоп на тоа што ние секако имаме она што се нарекува во политичката наука сурвајвалистички вредности, односно вредности на преживување кои се контрапод на либерално-демократските вредности. Ќе се заборави целата таа либерално-демократска дебата, таа дебата помеѓу суверенисти и не знам како да ги наречеме глобалисти и така натаму, особено во перспектива на ЕУ, она стана многу валидна. Иако мислам дека во однос на тоа конкретно прашање полека излеговме од таа некоја лажна дихотомија која постоеше или ЕУ или внатрешни некакви напори, видовме дека во суштина можеби оваа нова груба реалност која ЕУ ни ја приреди, малку не опамети да видиме дека всушност и левицата и десницата да сватат дека се работи за лажен трейдов. Не е или, туку е и. Така да во принцип внатрешните напори да се консолидира државата треба да продолжат и нормално не треба да се откажуваме од Европскиот союз, но треба да бидеме реални во однос на тајминзите, во однос на очекувањето, во однос на перспективите. Бидејќи мислам дека дури и ЕУ ни ја упрости таа како кажам, наметна еднодимензионалност. Овдека само се разговара со многу здодевен речник за реформи. Овдека корупцијата е главна тема на ниво на перцепција, бидејќи не сум сигурен дека таа е било што поголема,
можда ни помала од било која просечна Тоа е стандардно. земја, стандардна, меѓутоа не фрлија во еден мрачен нагол во кој што само за тоа се водат едни прилично понекогаш и простачки расправи, без никаква длабочина за идеи, без никаква за концепти и така Мене натаму. многу викаше Љубиша Ѓоргиевски, се сеќам на една негова, нашиот покоен председател на собранието и нели Режисер. голем режисер, да. Викаше, знаете, од победата ништо не се учи, само од поразот. И овој мини пораз кој ја не би го рекол дека е некој голем пораз, тоа е еден мал пораз во серијата порази кои ги доживуваме со нашите евроинтеграции, може би научи нешто. Токму да излеземе од ваквиот дискурс кој имаше за цел толку да вулгаризира дебатата која стана не само вулгарна, стана и поларизирачка. Или ја се гледаше како нека фетишистичка организација која нели повторно така, на ниво концептот на на фетиш, месија која- на ниво на фетиш, или се гледаше како некаков нов Советски сојуз и убер непријател кај дел од десницата која нели каде што Брисел наметнува не знам какви стандарди, не знам какви луѓето се кои вака тврдат се комплетно незапознаени што точно Брисел наметнува и кои се неговите полиња на делување и така натаму врз суверенитетот на државите. Меѓутоа факт е дека и од обете страни имаше една поларизирана дебата која се движеше во некакви комплетно нереални рамки. Она не беше рационализирана на ниеден начин. Ова што ни се случи е веројатно прилика да сватиме некои работи, да разбереме и да продолжиме со малце пореални очекувања, со малце помалце еуфорија. Мене ме нервираше најмногу еуфоријата која се создаваше околу дебатата за ЕУ. И мислам дека дури понекогаш се подкрива очекувањето од ЕУ и она што она може да го пружи, баш затоа што во оној момент кога ќе се разочарате да може полесно да ја како да речам, да ја дискредитирате. да. Не, да дискредитирате како автор, затоа што луѓето кога проектираат некои нереални очекувања, они имаат и нереални желби што таа може да исполни, така? Во оној момент кога тоа нема да се случи, вие многу е лесно да ја дискредитирате како актер. Ние мора да имаме една реална димензија во однос на тоа, иако и можеби, еве јас не се исклучувам како дел од оние, можеби, не знам, некои би ми дали атрибут на еврофанатик и така натаму, но верувам дека треба тој пат да се продолжи, особено во перспектива на тоа што никој па и не понуди некој подобар план. Јас константно чекам некој да понуди некаква по витална иницијатива и така натаму. Тоа е, како да кажам, се друго која алтернатива, и ако го нудат одредени политички фактори, у домен на политичка научна фантастика или екскурзија некаква.